Ако треба да посочите еден главен фактор, социолошки или политички, кој може да го дефинира развојот на нашите односи во следните 5 години, кој би бил тој? И зошто? Знаете, ова прашање е многу битно за нас сега. Зошто? Затоа што кај нас никогаш поголема немала раслоеност помеѓу политичките елити и помеѓу граѓаните, еве да кажеме социолошки, отколку што е тоа денес случај. И се враќаме на почетокот на емисијата, довербата во системот всушност не е довербата во системот, туку довербата во овие луѓе кои го водат системот. А веќе констатиравме некако дека тие луѓе практично ги прават и сите проблеми во однос, или ги наметнуваат, ги усложнуваат проблемите и во однос на влезот на Македонија во Европската унија, па се некако се сведува на тоа. Затоа голем показател е излезноста на последните локални избори кај нас. Вие во Бугарија веќе можеби сте навикнати на помала излезност, тој период го поминавте неколку години на намалување на излезноста, па на крај резултира со вакви протести, бидејќи енергијата кај луѓето останува, како и да е, без разлика на довербата или недовербата во политичкиот систем. Тоа се случува сега кај нас, особено последните неколку циклуси, меѓутоа многу беше видливо на локалните избори, не само намалената излезност, туку многу повеќе губењето на гласовите за само една година што се случи, драстичното губење на гласови без исклучок кај сите политички партии, тоа не се случило. Најголемо беше кај владеачката ВМРО-ДПМН, некоја бројка од 140.000 гласови, што е огромна бројка за еден мал период, бидејќи државата практично се најде буквално заробена. Добро, еве, нели, за идентитетот се боревте, не знам, репреговарање, не знам, со одложено дејство, не знам, сите можни формули тука беа кажани, не гаранции, не знам што. И исходот е дека ништо од тоа не можело да биде, дека сето тоа било една голема манипулација уште пред самите избори, бидејќи дури ни ВМРО-ДПМН немаше храброст да каже не, ние не сме за Европска унија. Не, туку измисли милион формули дека сме за Европска унија, ама ова ќе сме го направиле. Што значи кога ќе се соголат сите проблеми, останува за граѓаните на Северна Македонија, не само за македонците, за сите, дека единствен излез, единствен спас, ние се уште тоа можеби го идеализираме до одреден степен, меѓутоа се уште со сите геополитички турбуленции, што не ги коментиравме, меѓутоа се де факто постоечки, можеби и покрај тие геополитички турбуленции, дури сега за нас единствен спас, и тоа реален екзистенцијален спас како држава, останува процесот на преговори со Европската унија, и тоа не само целта на зачленувањето, не велат ама да знаете ние додека се зачлениме ќе ни стави овој оној блокада. Не е проблем во блокадите, проблем е во самиот процес. Вие го демократизирате општеството, го созревате општеството, а вие може да замислите се, имате вие, јас мислам дека зрелоста на општеството и на граѓаните не е видливо, ама е поголемо отколку на оние политички елити, и тоа во ситуација на медиумска репресија, на заробено општество, во прилично, да кажем, една ситуација на едно стаклено ѕвоно овдека во Македонија, на многу малку кредибилни информации, во таква ситуација, а замислете да им дадете шанса на луѓето, колку брзо би се демократизирали и би се освестиле. Јас мислам дека тој процес, тој социолошки, рековте еден, тој социолошки процес ќе се вратам на барањето не на правда, сега ќе кажам на барањето на нормалност. Веќе луѓето бараат мало парче нормалност. Ништо од ова што се случува не е ниту нормално, прво не е вистинито, а второ не е нормално. И влегувањето од еден страв во друг, значи прво бугарите беа страшни, сега се мигрантите страшни, меѓутоа гледаат, осеќаат луѓето дека практично никој нема алтернатива за Европската унија, никој нема одржлива алтернатива за Европската унија, не се задоволни од резултатите што ги добиваат од анкетите, тоа со сигурност можем да ви кажам, затоа што нив ги плаши оние 70%, паѓа 68-65, под 60% никогаш не паднала поддршката за Европската унија, и тоа ги плаши. Они ги сакаат резултатите од Србија под 50% поддршка за Европската унија, 30-35, меѓутоа тоа е сосема различно општество, многу изложено на руско влијание, сосема друго општество е, и проблемот е според мене што ја прават, што го реплицираат
политичкиот инженеринг во Србија го ставаат на тело на македонското граѓанско општество, што апсолутно нема никаква врска со српското општество. Ниту во однос на историја, ниту во однос на начин на сваќање на политика на држава, и тоа е во моментов најголемиот проблем. Јазот станува уште поголем. Може би сакаат да кажат да бугарите се најголемиот проблем кога што беа грците, меѓутоа тоа нема македонците да ги направи поблиски до србите или до српското општество, ако тоа им е идејата. Напротив, вие кога го градите тој идентитет, ако сакате, или го јакнете тој национален идентитет, тој ќе остане автохтон и автентичен. А од што ќе биде внатрешно содржан, одлучуваат самите граѓани. Тоа не е некоја политичка догма што може да ви се залепи или некоја пиар етикета или пропаганда. Не може да се мери според мене според анкетите, кои се резултат, рековме на што, а особено според однесувањето на овие политички партии кои ја изгубија веќе својата суштина, тоа се во главном 4 големи политички партии кои лошо се носат со идејата за Европска унија, односно се разоткрини дека во суштина биле сите помалку или повеќе антиевропски, и особено на прашањето на бугарите, реториката вие кај условно левичарски либерални кругови во моментов вие пострашна отколку кај десничарските кругови. И во однос на мигрантите, и во однос на мигрантските прашања, и во однос на права на граѓани, и во однос на прашањето на бугарите во уставот. Мислам дека се ствара сериозен расце помеѓу она што е граѓани, општество, и помеѓу она што е политички елити кои веќе не може да го контролираат наративот според мене, и не чека бурна година 2026 година, затоа што некој на некого ќе мора да се прилагоди. До сега се прилагодуваа граѓаните на политичките елити. Мислам дека веќе немаат трпение тоа да го прават.